Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте на програмата на канал ВИС. Во наредниве минути ВИС спорта веќе забележувате дека во студиото имаме гостин, стратегот на Беласица, Струмишките синобили, кој што оваа сезона, барем во овој дел од првенството, некако се истакнуваат како еден од фаворитите за висок пласман. Стојанов, благодарам што дојдовте во емисијата ВИС спорт да поразговараме за и околу Струмишките синобили, односно Струмишка Беласица. Некако се наметнавте, што на некој начин можеби и бевте во есенскиот дел, но сега некако другачие ве гледат останатите екипи со оглед на учинокот во овој пролетен дел од сезоната. Па како прво да се заблагодарам на вашата покана во вашата ценета емисија, која што веќе долги години негува и значи нешто во спортот. Во функција на спортот. Во спортот. Па да се надоврзам на вашето прашање. Првиот дел во едно интервју со вас исто реков, значи Беласица оваа сезона е составена од играчи млади пред се и исто така наша цел беше да селектираме играчи кои што ќе бидат носители за воидните години на тимот. Првата полусезона по самите резултати имавме одредени осцилации, но екипата од надпревар во надпревар се повеќе и повеќе растеше и како резултат на сето тоа веќе во наредната сезона, односно наредната полусезона, тимот со одредени дополнувања во нашиот ростер, екипата ја доби физиономијата, го доби тоа што треба и што е личи Беласица, односно работевме на тоа да Беласица и селектираме играчи кои што Беласица ќе биде тим кој што ќе украси карактерот, духот и пред се во Беласица само да играат играчи кои што ќе дават максимум на надпреварите и ќе влегуваат 100% на секој следен надпревар. И веќе во втората полусезона со одредени дополнувања во нашите редови, Беласица ја доби правата слика и сето тоа и резултатите го покажуваат сето тоа. И мислам дека сме единствена екипа во оваа втора полусезона која што е се уште без пораз, односно без нерешен резултат, значи само победи во оваа втора полусезона и секако дека сме тим кој што и од првата полусезона некаде од ноември месец сме екипа без примен гол и екипа со пораз кој што нема пораз во гости и сето тоа ни дава за право да се надеваме веќе во оваа втора полусезона, кој што веќе при крајот, односно уште 6 кола до крајот и мислам дека ако вака продолжиме и со ова темпо на работа и со овој пристап на тие млади играчи, мислам дека Беласица до крајот ќе го заземе тоа место за кое и сите се радуваме и гаиме кон тоа место. Така е. Она што ми остава впечаток наспроти прва лига, ова ќе биде многу интересно второлигошко источно друштво. 4 екипи претендираат и бодовната разлика не е нешто голема, мислам дека 1 до 2 бода. Вие, Слога Виница, Прилепска Победа и Саса од Македонска Каменица се оние 4 екипи кои што претендираат за првата и втората позиција. Ова ќе биде мощно интересно. Овде нема право на кикс ниту една екипа од оваа четворка во второлигашкото источно друштво. Стојанов, рековте дека физиономијата се изгради, има хемија во составот. Што понатаму? 6 кола ве делаат од можеби директен пласман, можеби од бараж, но во тие 6 кола моја предпоставка е дека немате право на кикс. Па вака, да, рековте и вие, немаме право на кикс и работиме на тоа да немаме право на кикс, но во фудбалот и во спортот нели се е можно и ние работиме за секој следен надпревар и
овие 4 екипи, како што рековте, се екипи кои што не делат бот или два до тоа прво место. Значи Слога Виница е на првото место со еден бот пред Беласица и пред Победа, и после тоа следува Саса од Македонска Каменица, и овие 4 екипи. Јас и во претходното интервју пред Нова година таму со вас реков дека овие 4 екипи ќе водат мртва трка до крајот на првенството, и така излегува сега. И немаме право на кикс. Веќе во сабота не очекува мощне тешко гостување во Кочани на Осогово, и мислам дека овој надпревар и наредните надпревари, веќе секој следен надпревар ние како бараш. И мислам дека доколку успееме да го задржиме овој карактер до сега и ова смиреност, мислам дека не би представувало проблем да бидат добиени сите надпревари, затоа што Беласица сепак според мене, значи не зборувам навивачки како тренер на Беласица, поседуваме најголем квалитет во споредба на останатите противници. Секако дека секој надпревар си има своја тежина, но ние имаме единствена цел. Во секој надпревар ќе влеземе максимум, ќе очекуваме да го дадеме најдоброто од нас, и мислам дека и распоредот до крајот на првенството ни оди во наш прилог. Значи после Кочини имаме два надпревари кои што играме на домашен терен против Саса од Македонска Каменица, кој што ќе биде исто така директен дуел, и потоа ни следува Пехчево, поранешно Кит Гол. И после веќе се надевам дека после тие 3 кола, доколку бидеме успешни, веќе наидуваме на она финале за нас во оваа полусезона и за оваа сезона, да не речем финале за првото или за второто место, директниот дуел во Прилеп со Победа, кој што се надевам исто така на поволен резултат. И на крај после Победа, значи ни следува таму Слога Виница, исто така директен дуел, и сите 6 надпревари сега до крајот се директни дуели кои што ќе го одлучуваат тоа е прво и второ место, но пак ќе кажам, квалитетот е на наша страна, и мислам дека доколку го пружиме сето тоа кој што го пруживме до сега, мислам дека ние ќе бидеме и победа тие две екипи кои што ќе го заземат првото и второто место. Може би на физички, на технички, тактички план сте максимално подготвени. Но се со оглед дека станува збор за клучни мечеви, во кои што ќе треба да се даде тој максимум. Секогаш тоа она психолошка бариера или психолошките падови, тешко се подигнуваат спортистите во одредени моменти. Ќе успеат ли да го издржат тој притисок не од физички аспект, туку од оној психолошки, мајки во предвид да не се киксне, да не се изгубат бодови, ајде да не кажам да не се претрпе пораз. Работите ли на тоа поле психолошки да бидат стабилни, мотивирачки да навлегуваат во секој меч, бидејќи знаете, сите актери на терен, и вие кога сте биле како фудбалер, во оние клучни моменти многу е важен тој психолошки момент максимум да се даде. Па вака, уште кога ја преземав екипата од јуни месец некаде, значи работевме на тоа поле во првиот дел, продолжуваме сега уште повеќе, значи напоменав дека тие се млади играчи и најважно е тоа на тоа поле да работиме. Работевме, продолжуваме да работиме, и јас значи само на секој тренинг, после секој тренинг, пред секој тренинг, само им кажам дека не можат ништо да изгубат, психолошки да бидат растаретени, можеме да добиеме многу. Тие играчи, нашите играчи се тек млади, само што започнаа во овој сениорски фудбал, дека не можат ништо да изгубат, само можат да добијат огромно нешто, како со зголемување на нивната цена и нормално влегување за малтене за една сезона, неполна година, да влезат од втора во прва лига, тоа би било огромен успех, да бидат растаретени да играат слободно, и мислам дека до сега го покажаа тоа, мислам дека би можеле да се носат со тоа, и нормално е спортски да се надеваме, има осцилации некогаш, може да има, но јас пак ќе кажам, значи ќе напоменам дека Белајста сето тоа кој што го прави до сега е успех, и треба да бидат задоволни сите, затоа што Белајста оваа сезона ствара
ствара играчи, селектира играчи и нормално дека ова е процес кој што Така е. од фудбалска гледна точка треба време. И не би било неуспех док не дај Боже. Значи јас сум крајно оптимист, по принцип сум и таков човек кој што никогаш не се откажува и мислам дека на крајот пак ова сплотеност меѓу играчите ќе донесе резултат. Викендов гостувате на Осогово, мислам дека славевте победа во оној втор дел од вториот круг на превари на нивни терен, и ако не се лажам во првото пролетно кола, коригирајте ме, или на почетокот на ова пролетна полуетапа, рековте дека треба да се максимално пристапи кон секој меч. Што може да очекуваме против Осогово? Па вака, ова ќе биде сосема различен надпреварот од првиот, кој што првиот надпревар од втората полусезона го започнавме токму со нив. Ќе биде сосема различен надпревар, сепак екипата на Осогово значи нешто во македонскиот фудбал, но во дадениот моментално се бори за опстанок во лигата и секој бод и би бил значен. Но и фактот дека игра со Белајсица, значи секој тим до сега се крајно мотивиран и крајно се мобилизира против Белајсица, значи сепак Белајсица значи нешто во македонскиот фудбал. И мислам дека доколку, пак ќе кажем, доколку го пружиме, тоа од нас и дадеме барем 80-90% од нашите можности, квалитетот е далеко на наша страна и нели пак фудбалски е да се надеваме, спортски е да се надеваме. Мислам дека ќе останеме непоразени, значи ни значат тие 3 бода, значи немаме право на кикс, но да ги растеретиме играчите, значи одиме да се надигруваме, одиме по 3 бода, па нели треба и некогаш и во спортот малте не повеќе треба спортска среќа, се надеваме и на спортската среќа, мислам дека на крајот резултатот ќе биде во наша корис. Рековте потоа доаѓаат Саса, кој што може би еден директен дуел да ексфрлите од игра за висок пласман и Кит го Пекчево, односно Пекчево. Но она што ми остава впечаток, барем последниве неколку мечи кога ги играте, тоа што повторно се вратија навачките, членовите на навачката група Ајдуси и создавате една атмосфера која што на некој начин ве бодрат. Колку ви значи сето тоа, еви да ги поздравиме ајдуците кои што секогаш се декор и поддршка на струмишките синови. Па вака, значи јас еве јавно ќе ги поздравам кои тие ни се 12 играчи и ни значат многу. Секо дека во првата полусезона ни фалија тие и веќе беше препознаена нашата работа увидува дека Белајсица оваа сезона почнува да одимува нешто, се вратија на трибините и веќе во ова второ полусезона тие ни се од огромна помош и ни значат многу и се надам дека и до крај ќе не поддржат во нашите цели и сите заедно со нив ќе го прославиме тоа влегување во прва лига. Дај Боже, да се навратиме сега, потоа доаѓа Прилепска победа и Слога Виница. Победа покажа во овој пролетен дел некоја променлива игра. Може ли да се добие на нивен терен, иако секако дека самиот бренд Прилепска победа значи многу на македонскиот фудбал, колку исто и нели Струмичка Беласица, но ова ќе биде можеби тешко гостување и исто така и Слога Виница, кој што ви е предпоследниот меч, ако не се лажам, киксна не во последното коло, во предпоследното со гевгилискиот состав, што значи дека се ранливи овие два тима. Дали ви тоа значи предност или пак предпазливост од ваша страна? Па напоменав, значи ние се спремаме различно за секој следен надпревар. Тоа што поминало не се враќа, значи игравме и со победа на нивни терен, значи во првото полувреме беа малку по-солидни во споредба на нас, има неколку шанси, не ги искористија во второто полувреме, ни фалеше тогаш таа храброст за да го добиеме тој надпревар, но надпреварот заврши нерешено, а останавме на иста бодовна разлика и мислам дека се победливи, значи имаат осцилации тие далеку повеќе од нас, имаат повеќе осцилации во играта. Знаете, кога клубовите се општински, имаат проблеми со финансии, нашиот клуб е приватен, значи еве и јавно да го поздравам и претседателот на клубот кој што е од огромна помош за нас и за целиот тим кој што ни дава
стално поддршка и тука е за сите работи кои што треба да функционира Беласица. И Слога Виница исто така. Двата клуба со победа се општински и имат одредени осцилации, осцилациите им се базираат во однос на исплаќањето на плати. И медиумска ли патка беше ова дека фалата пари, па дека се откажуваме од трката за прва лига од страна на виничани? Па може би беше малку и да ги опуштат другите останатите противници. Но ова не значи за вас, вие не се опуштате. Но јас кога го прочитав тоа не го земав здраво за готово и ние продолживме да си работиме по нашето. Тие си имаат своји замисли како ќе одат они си имаат замислено нивни пат како ќе стигнат до тој пат и сега. На крајот ќе одлучуваат, па ќе кажем, од нијанси, значи ние сме најмлада екипа во лигата и тоа ни е можеби предност, а можеби и мал проблем. Мал проблем ќе ни биде, но на крајот ќе ви кажем пак ќе решат нијанси и пак мислам оти ние и победа ќе бидеме тие екипи кои што ќе го заземат првото и второто место. Сега прашање е кој е кој? Успех би било за Беласица, јас кажав, значи до сега тоа што го прави Беласица е успех. Значи и сите навивачи, поддржувачи на Беласица и сите околу клубот треба да бидат задоволни. Значи Беласица направи еден костур на млади играчи кои ќе го понесат товарот и во наредната полусезона. Дали Беласица била, значи со Господ напред во прва лига, дали би останала, дали би играла бараш или би останала во ова единствена втора лига која што ќе биде до година. Беласица има костур на играчи, значи некаде околу 10-12 играчи кои што ќе го понесат товарот со мали надополнувања. Мислам дека Беласица за наредните години нема да води сметка за својата иднина. Стојанов, но сепак ако се слушне гласот на јавноста ќе каже и факт е дека и јас ќе го кажам. Брендот Струмичка Беласица треба да се најде во прва лига. Тоа ќе го каже речи сите струмичани. Така што притисокот е тука и поголем и кај вас, бидејќи вие можеби, си имате ваша стратегија, вие си ги знаете вашите планови. Но љубителите на фудбалот овде знаат дека местото на Беласица е во фудбалската елита со оглед на годините наназад, на реномето, традицијата, обстојувањето на македонската фудбалска сцена. Сепак Беласица, низ годините се е бренд и име кој што сите го знаат. И за мене како тренер, значи и јас носам одредена тежина во себе, значи мислам дека после последното коло, доколку завршим на тоа прво место, ќе експлодирам едноставно, пошто јас сум дете на Беласица и го сонувам тоа што треба да се случи и мислам дека и ова година најдобро би било да се случи тоа, поради тоа што во август Беласица прави 100 години. Сите навивачи го посакуваат тоа, Беласица за роденденската честитка да биде влегување во прва лига и за мене како тренер ќе биде огромна сатисфакција тоа да се случи. И нормално и за играчите. Го посакувам секојдневно го сонувам и работам на сето тоа, но пак ќе кажам, ова е само спорт и на крајот некогаш и најдобрите не излегуваат победници. Така и јас ќе го кажам тоа и мислам дека само среќа од Господ и мислам дека... Со Господ напред. Да. Кој пат го посакува Стојанов? По-лесниот или по-тешкиот до елитата? Во принцип јас сум тренер кој што оди по потешкиот пат и мислам дека и ова сезона одиме по потешкиот пат и ама народски кажано, значи јунаците се познаваат кога одат потешко и мислам дека одиме потешко, но на крајот ќе биде лесно и оваа експлозија ќе... Сакате да кажете преку бараш? Мислам дека потешко одиме од почетокот на полусезоната, а лесното ќе биде кога ќе влеземе во прва лига директно, не преку бараш. Директно. Каде ќе биде славието? Овде против Слога Виница или пак во Кошов?
во Гевгелија? Па мислам дека после надпреварот со победа ќе бидат многу дилеми разјаснети. Нормално, после тоа ни следува надпреварот со Слога Виница, каде што се надевам дека после овој надпревар би било славието, но пак ќе кажам, значи до тогаш имаме уште 3 надпревари. Прво се насочуваме кон Осогово сега во сабота, кој што ни е многу важен надпревар, а после тоа мислиме на сите наредни. И на тоа и ќе останам до крајот. Јас ви посакувам многу среќа. Мрежата на Беласица да остане нечепната до крајот на првенството, а на вашето конто да имате постојано по 3 бода од секој меч. Благодарам на поканата и нели ќе кажам со Господ напред и од Јас ова би го посакувам. Од ваше уста во Божи. Јас ова би го посакувам, имајќи во предвид дека и јубилеот на Струмичка Беласица заслужува со оглед дека е некаде во август, тогаш стартува и односно шампионатот во првата лига, да зачекорите со прволигашка надпревар. Заслужува Беласица. Беласица е Струмица и мислам дека наредната сезона да се гледаме во прва лига. Благодарам. Стојанов, јас ти благодарам. Тоа беше Александар Стојанов, стратегот на Струмичка Беласица. Направивме една анализа за и околу очекувањата од останатите 6 меча од втората фудбалска лига Исток. Беше прецизен, концизен, дека директно ќе се атакува на првата позиција за директен пласман во фудбалската елита од следната сезона, како негов подарок за Струмичка Беласица за јубилеот од 100 години. Одиме сега со останатите содржини. Уште неколку информации од спортот. Изминатиот викенд фудбалерите на Академија Пандев претрпеа пораз од Скопје со 2:1, откако има водство од 1:0, но еден мощна лош меч во кој што пандеци потврлија во играта, нема иницијатива, безидејна и анемична игра во кој што секако дека Скопје го искористи ова нивна лоша игра на свој терен и ги казнија со 2 гола преку во второто полувреме и дојде до победа. Следното коло, односно Академија Пандев игра со Борец. Веќе слушнавте Беласица игра со тимот на Осогва, односно му гостува на Осогва. Она што е интересно во неделава кој што предстои е завршницата од одбојкарскиот куп на Македонија. Познати се сите оние 4 екипи кои што ќе разигруваат за титулата. Струмица, актуелниот шампион и освојуваш на купот, во полуфиналето ќе игра со Вардар и се смета за апсолутен фаворит во ова напрварување, но сепак стручните работници или тренерите ќе кажат дека станува збор за еден меч во кој што може и да се потврди, но имајќи во предвид дека струмичани во првенството немаат ниту еден пораз, ниту еден изгубен сет, ова ни дава со право да кажеме дека се и фаворити за освојување на куп титулата. Мощно интересно ќе биде во женскиот одбојкарски куп, таму имаме 2 струмички представника, тимовите на Струмица жени и Наковски волеј. Наковски волеј ќе игра со Ијанта, надпревар кој што, односно тим со кој што завчера играше, односно синоќ играше во Скопје, во Киселавода, каде што претрпеа пораз од 3:0, пораз претрпеа и одбојкарките на Струмица жени од работнички со идентичен резултат. Така што наговестуваат дека Ијанта волеј и Наковски е првата полуфинална двојка од купот, додека работнички Струмица жени е втората полуфинална двојка. Машките полуфинални мечеви се играат во петок, додека женските полуфинални мечеви во сабота, додека во недела се мечевите, големите, односно финалните мечеви за освојување на куп титулата во женска и во машка конкуренција. Сите овие мечеви ќе имате можност да ги гледате и на националниот сервис. Простете, македонската телевизија на спортскиот канал, каде што ќе има директно емитување од настапите на трите струмички одбојкарски прволигаши. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Виспорт. Ви посакуваме секое добро.